Музеите во Македонија немаат договори со други институции за стационирање на музејските предмети во услови на кризи. Ова го кажа од Македонскиот национален комитет на Синиот штит, невладина организација што работи на заштита на артефакти во услови на војни и природни непогоди, на денешната обука на тема подготвеност и правилно постапување со културното наследство во услови на кризни ситуации. Затоа е потребно во верно време да се склучат тие меѓуинституционални договори, но она што е најважно во тие меѓуинституционални договори е институцијата која што прима да има стационар, односно да е доволно голема да може да обезбеди простор за депонирање и стационирање на предмети од друг музеј. Нидните музејски работници, додека студираат, не учат како да се заштити наследството во услови на кризи, а доколку протоколот е научен по стивнување на непогодата, музејските работници ќе знаат како да постапат, дополнува Джартовска. На настанот беа представени преку показна вежба постапките за дислокација на артефактите во услови на криза или катастрофа, а тие постапки се документирање, триажа или селекција, пакување, прва помош и стабилизирање на музејските предмети по катастрофата. Во евакуацијата на предметите е вклучена и Дирекцијата за заштита и спасување. Дирекцијата чека повик од институцијата, дали може да биде музејот или некоја друга институција или па општината. По барање од нивната страна, Дирекцијата за заштита и спасување ги ангажира своите сили што ги има на располагање републичките сили и делува во таа институција. Доколку се работи на музејски предмет од дрво што е оштетен со натопување во вода, треба да се спакува во платно за да дише, па во кутија за транспорт и да се пренесе во Центарот за конзервација. Таму стручни лица одлучуваат за неговиот натамошен третман, кажа Лилјана Ковачовска, раководител на Централната конзерваторска лабораторија при Музеот на Македонија. Обуката ја организира Музеот на град Скопје по повод 63 години од Скопскиот земјотрес, во соработка со Синиот штит и Дирекцијата за заштита и спасување.